Добре дојде Јана. Мило ми е денес што си кај мене дома и што ќе имаме шанса и јас и армијата да те запознаеме малку подобро, да ни ја споделиш твојата приказна. Добро те најдов, фала ти за поканата. Многу ми е пријатно тука и многу ми е драго што сум тука. Ептен, ми е драго и мене и не си само обичен херој на армијата, ти си и нашиот мама херој и затоа ни е посебно интересно што ќе ни кажеш денес. Нема да должиме многу, јас ќе почнам со прашање, едва чекам да ни кажеш се што имаш. Дали може да ни се представиш на кратко која е Јана, колку долго си со армијата и како започна се? Јас сум Јана, мајка на 3 деца и покрај тоа што сум фултајм мама и секој ден се, грижата за децата е на прво место, сепак со програмата Fit Mama успеав да ослабам околу 27 килограми со програмата во октомври 2023 година. Прв пат со армијата почнав со летниот предизвик 2022, летниот 1 и 2. Тоа беа првите почетоци, првото искуство и првите 25 симнати килограми кои потоа со третата бременост пак си се вратија и потоа уште еднаш, односно лани во октомври со таа програма, финалното, последното симнување на 27,8 килограми. Која беше Јана пред Пичарми? Со кои проблеми ти се соочуваше? Проблеми со килажата не сум имала. Генерално, како дете, како девојка, девојче, не сум имала проблеми со килажата. Проблемите во наводници си дојдоа со самата бременост. Претходно сум била генерално активна секогаш. Не сум била спортиста типот одбојка или кошарка, меѓутоа, пример, на игрорна одев 10 години, буквално, значи не е тежински тренинг, ама кондиција, да, кондицијски дефинитивно е. Така што тоа ме одржувало во голема мера. Сум се занимавала кратко и со карате. Активност едноставно сум имала во текот на целиот живот. Не сум имала, како што кажав, проблем со килажата, меѓутоа со првата бременост си дојдоа и првите килограми. Во принцип, дока 6-7 месец добро се држав од бременоста, меѓутоа така, на кај 7-миот месец веќе Како дозна за Пичарми? Како се одлучи дека баш ова е програмата која што можеби ќе ти помогне? Пред првото вклучување на програмата, јас веќе имав едно губење на килажа со друг начин, кој што тековно сватив дека не ми одговара. И знаев дека особено, и дојам дете, и мајка сум, тогаш веќе мајка на 2, и дека ми треба енергија. А со тој принцип претходно што го користев, ми фалеше енергија. Килажата ја изгубив, но Каков беше тој принцип? Хроно. Да, првиот пат после првата бременост, тогаш уште не знаев, не бев приклучена на програмите, слабев со хроно. Едноставно во тој период друг ми беше начинот на размислување. Сакав само да ослабам, а не ми беше толку важно како. И исто така ми беше важно и да можам да јадам, во смисла да не сум количински ограничена, но сум многу поограничена во намирниците, таму јаглени хидрати се комплетно исклучени, нема. Како свати дека не ти одговара хронодиета? Недостатокот на енергија. Буквално памтам еден момент кај што не сакав една банана да изедам. Буквално една банана не сакав да изедам, мислам, од овој аспект сега кога сум малку поедуцирана на таа тема. Сваќаш дека без јаглени хидрати кои што ни носат енергија, да. Не може да. А при тоа и дојам во тој период, како и сега. Значи, тоа многу ги менува работите. И знаев дека ово ќе ми фали. Кажи ми повеќе за Mama Fit програмата, твоето искуство. Да, Mama Fit беше веќе второто слабење со некоја од твоите програми. Тоа почна лани во октомври. Односно, тоа е октомври 2023 до летото 2024. Тука, тој период ми беше последното слабење. Што најмногу те воодушеви од Mama Fit програмата? Лесни оброци, брзо се подготвуваат, вкусни се, имаш замена, не е престрого во смисла, не е воопшто строго. И ми се допадна што беше нагласено во смисла, ако кризираш, ако ти се јаде, земи белка, јајца со салата, значи не се изгладнувај себе, не е само не тоа што припаѓај, е ставено во менито, значи ако имаш потреба да... Да, слушаш си го телото, баш тоа многу ми падна во очи, дека пишуваше од Марија Циревири, мислам, беше текстот. Доколку ти е, осетиш слабост, а може да се случи, затоа што, штом си на Mama Fit, голема е веројатноста и дека доиш, што, како што кажа, веќе навистина многу ги менува работите, не е исто да слабеш во доење и кога не дои една жена.
Така што го користев тоа. Значи, ако осетев криза, да, белка и салата ќе земев, ама не пакетче ресани, пример. Кажи ни ги твоите тајни. Како успеваш да се организираш и покрај тоа што имаш 3 деца? На почетокот, скроз прв пат кога почнав со програмите, подготовката беше буквално секој ден од вечер. Без исклучок. Тоа ми беше како домашно. Да си го напишам домашното, ако беше месо да се одмрзне, да се маринира, ако беше каша да се спреми од вечер, ако е нешто зеленчук да се исецка, и мислам дека е многу важно за некој што прв пат почнува. Зашто некако помага да се ставиш во шините и да тргне умот да размислува на тој начин. А што кога немаше време или не знам, едноставно немаше да го направиш тоа? Што се случуваше во тој Па не ден? оставав простор да Да? немам време. Да, си го ставав тоа како приоритет, буквално како на задача, дневна задача. Значи тоа е најголемиот совет што имаш да им го кажеш првично на мајките. Да, мора да се постави како приоритет. Апсолутно ми е јасно што се носи еден ден со деца. И едно да е, не е важно. Исто е захтевно и бара време и треба посветеност и внимание. Меѓутоа, мислам дека било која жена, па дури да не е мајка, се дури не се постави себе како приоритет, не би успеала во тоа што го замислила. Посебно мајките. Посебно мајките со 3 деца. Мајките Значи, ако особено, имате да. на ум да намалите килограми, прво и основно кое што има Јана да ве советува е тоа да си ги спремате оброците од вечер. Од вечер, да, или делумно. Сите оброци ги спремаше или како? Па зависи, ако се пример пржени јајца, не мора од вечер. Да. Значи во главно салати, месо, Да, меѓутоа пржење. ете салата може да се изренда од вечер, па и неколку дена наназад може да стои незачинето во фрижидер без проблем. Месо исто се маринира, си стои. Едно е кога ќе застанеш во кујна и треба само да го испржиш или да го испечеш, а друго е ако треба тек да мислиш, чекај да го одмрзнам, чекај зачини, чекај ова, она, се Ова што ти е треба. многу добар совет. Колку е важно да комуницираш со армијата за време на овој процес? Дали тие ти носат дополнителна мотивација? Да, како не, мислам, заедништвото е навистина многу значено секаде, па така и во овој процес на слабење. Друго е кога знаеш дека има некој како тебе. Некој со кој што можеш да се поистоветуваш. И чувствуваш одговорност да им И пренесеш на чувствуваш тие луѓе? одговорност, да, навистина. Одговорност сама кон себе првично? Особено кога веќе ќе постигнеш некој резултат и си викаш, па добро, сега можам да го споделам ова понатаму и некој друг ќе се инспирира, некој друг ќе се Твојата мотивира. објава беше и победничка во групата на Да, армијата, да, навистина да. беше мотивирачка. Да, тоа беше интересно и со лимонот и со лимонот. со ѓумбирот, да. Навистина е така, значи многу е полесно сабајле наутро ќе станете и една коцка замрзната и вода завршуваме работа, а друго е ако треба да Седиш, лимон, да рендаш. а при тоа пример брзаш градинка, работа, Си викаш, школо ајде. и се. Да. Дали некогаш имаше моменти кога ти дојде тешко, децата дома, не си спиена, не си стигнала можеби нешто да јадеш, и викаш преку глава ми од се више ова не го правам. Па искрено потешко ми е ако не го направам тоа. Аха. Тогаш ми е потешко. Кога си водам грижа за себе, полесно ми е за нив. Немаше момент она водам се грижа. откажувам. Не се откажав во ниту еден момент, сепак не се откажав и не се откажувам и се уште. Мислам, секој мора истрајност и конзистентност, инаку не се постигне. Кажи ми во врска со вежбите. Во Кога- овој период, додека беше истрајна со храната, дали беше истрајна и со тренинзите? Додека тековно паѓаа килограмите, вежбав редовно. Тоа беа 3-4 пати неделно. Неколку месеци, значи од октомври до јули немав пауза некоја голема. Едноставно се организирав во смисла, дури спие најмалото, пола сат ке вметнев. Минимум 3 пати неделно гледав тоа да биде така и реално дури веќе влегов во фаза кај што почнав да си го чувствувам и телото дека ми се менува. Така што апсолутно би препорачала да не зборам болки во грб и слично што си оди тековно многу помага, значи помага. Ти се намалија болките во Да, грбот со да, програмите да. и мислиш дека е од тие вежби? Да, мислам затоа што бев подвижна, се движев и не може, мислам навистина тоа помага. Кога спиеш цела вечер во една позиција и пак ќе го спомнам доењето зашто навистина има многу голема разлика. Ке станеш, ке си стегнеш, ке се протегнеш, ке го загрееш телото, дури и негативната енергија што можеби си акумулирал, ке си ја испуштиш. Како е сега во врска со вежбањето? Дали си уште Во моментов не вежбам, меѓутоа ке се подмери. Тоа
едноставно така малце ме фати сега ме фати еден период на разболување. Значи има причина, не е од така. Да, разболувањето кај децата ми е единствена работа што ме вади од колосек. Дефинитивно. Тоа е таа. Значи не е, сепак не е нешто по твоја вина, не да си рекла. Не е по моја волја, не, само едноставно така не фати период на неколку разболувања во краток период и тоа е единствено нешто што навистина ми влијае. Друго се не е страшно организираме. чиме сега за прв пат ништо не е страшно. Што имаш да им препорачаш на оние кои што секогаш имаат изговори? Не сакам да бидам ниту строга, ниту да покажувам со прст, ама знаат мајките да бидат оние кои што почесто се жалат во групата, во смисла не можам со децата, не сум спиена, немам време. Еве ти имаш 3 деца, си успеала за 3 месеци да намалиш 30 килограми. Која е твојата тајна или што имаш да им препорачаш? Нешто што мислам дека најмногу ми помогна е буквално програмата да си ја сватиме тие 3 месеци како прваче, домашно, напишано, црно на бело. Ми си има случајно да ми кажат, пример, ти си млада, лесно ти е да ги изгубиш килограмите. Да беше до тоа може немаше ни да ги ставам. Значи не е баш до младоста, туку е до истрајноста. Еве и да паднам денес, и да каснам нешто што не треба, и да не сум извежбала. Утре продолжуваме. Точно. Нема денес сгрешив, готово. Не те демотивира тоа што да... денеска ќе сгрешиш. Да, еве значи, да сум сгрешила денес и да сум изела нешто што не треба. Нема нешто што не треба во рете. Сум го изела, продолжуваме утре понатаму. Мислам дека тоа ќе прави разликата од оно што ќе успее и оно што нема да успее. Ти претпоставувам ти мислиш мајката денеска така не велам она сериозно, сигурно имала проблеми денеска во денот, се разболело детето, не стигнала да направи јадење и она е можеби изреволтирана ради тој момент и вика ова више поарно да ставам крај, вака не може. Значи твојот совет е само проложи напред. На сите ако денес не може, утре може ке може. Точно, ете мајки си знаете сега. Кои навики нови ги стекна за време на програмата? Нешто што досега не си го видела кај тебе? Водата со лимон и ѓумбер ми е задолжителна. Таа можеби не прави магија, меѓутоа дава тон на денот. Едноставно ќе си го почнеш денот како што треба и понатаму полесно ти оди да тераш како што треба. Не иде бурек после лимон со ѓумбер. Точно. Во право си, значи ти го дава текот на денот. Ти дава тек. Дали ги имаш препарачано програмите на пријателки, роднини? Што е она што, пример, јас сум, не ја знам, Ана, не знам за пичарми, како ќе ме убедиш? Еве, јас се мачам цел живот со... Кога ќе ме видат, доволно е. Не мора. Мисли, има случајно неколку пати да ми кажат жени во моја околина, почнав ради ти што успеа. Така што, мислам дека кога станува збор за ваква работа, не мора никој да се убедува. Доволно е да тие што ме знаат претходно, пример, каков тип на пријателка си? Еве, јас имам проблеми, ја ти викам, ама тебе лесно ти е млада си, ја знаеш, не можам сега. Те нервира ли тоа? Не ме нервира, само е мала неправда. Затоа што мислам дека секој би успеал доколку доколку го свати сериозно како јас што го сватив. Ако си посветен како што се посветив, јас мислам дека секој што е физички здрав само да нема некои диагнози кои што го спречуваат во надвор од нашата нешто што е само надвор од нашата моќ, меѓутоа ако е еден здрав, прав организам без разлика на возраста, доколку е така навистина посветен и без исклучоци, без правење, ама чекај денес сум на роден ден, сега сум на свадба, сега сум на мекици, едноставно 3 месеци се доволно да си го смениме животот. 3 до 6 еве максимум ако е некоја поголема килажа. Меѓутоа 3 до 4 месеци навистина менуваат живот. На која програма си моментално и кој е твојот план до летово? До летово па 7-8 минус надоле ако отидам супер ќе биде. Да, исто со Мама Фит планираш да продолжиш? Не. Многу ми е млака сега Мама Фит, да. Може и нешто појако, не во однос на храната, ама во однос на вежбањето. Навистина би сакала да се посветам затоа што веќе како се губат, нели, масните наслаги, така им добива некако смисла и посериозен тренинг, потежински тренинг. Со која програма сега следно мислиш дека онака ќе се исцедиш уште тие 7 килограми и ќе бидеш онака немлака? Омилени летните програми дефинитивно. Има време до летните. Ама има време до летните. Да, ама што и да почне сега февруари, така, тераме. Мислиш ли дека програмата на Мама Фит е 3 месеци? Сега имаме програми од 6 месеци, од година дена. Мислиш ли дека ако си земам 6 месечна или годишна програма, ќе биде како, окей, сум направила дил за цела година и више не го мислам, јас морам да сум тука? Или тоа е малку демотивирачки за тебе? Јас
конкретно на Мама Фит, мислам дека тогаш имаш опција и за месец и за 3. Така беше, мислам. На 3 месечната ја земав и ми влијаеше во смисла на одговорност. Па и си го платил и сакаш да си го изреализираш тоа што си го платил. Точно. И од тој аспект, да, дефинитивно, особено ако некој е свесен дека има поголем број на килограми кои треба да ги симне, тогаш дефинитивно поголема програма. Претходно програмите ни беа до 8 недели. И девојките имаа во глава како, окей, 8 недели се водам по програма, после може пак да се јадам. И сега им викам, не, сега имаме 6 месеци и година дена. Да видиме кој е јак. Мислиш ли дека тоа е демотивирачко или напротив? Мислам дека за некој што веќе навлегол, нема никако да биде демотивирачки. Можеби ќе се двоуми некој што тек почнува. Што не е сигурен. Јас викам, затоа сме пич арми, значи имаме армија во зборот и од секогаш сум настојувала на тоа, ако веќе идеш кај нас во група, треба да си сериозен за резултатот што сакаш да го постигнеш и заради тоа ми е посебно мерак што денеска си тука и ни ја споделуваш твојата приказна која што е навистина инспиративна, посебно за мене, зашто ни јас не сум мајка и не знам ни како ќе биде во тој период, така да фала ти што не мотивираш и мене исто. Навистина ми е драго. Сподели ми нешто за тренинзите на Мама Фит. Мајките обично после бременост знаат да си се, нели, со причина да бидат поисплашени, имаат диастаз, не знаат дали е време, кога е време да се почне со вежбање. Какво е твоето искуство и што имаш да им препорачаш на свежите, нови, млади мајки? Па вака, би рекла, штом добијат зелено светло од гинеколог, да почнат, затоа што колку побрзо почнеме, толку побрзо и полесно телото се враќа. Колку повеќе чекаме, некако телото се навикнува на тие килограми и потешко си одат. Така што, во однос на интензитетот на вежбите, имаше 2 нивоа, ако добро памтам, така беше полесни и потешки. Првиот месец ги вежбав полесните, баш добро го памтам тоа, дека и полесните ми беа доволно, не можев повеќе од тоа, меѓутоа многу брзо, после само првиот месец, веќе преминав на почна да го вежбаш потешкиот дел и после 2 месеци веќе по 2 пати го вежбав потешкиот дел. Значи реално брзо закрепнува телото, брзо се враќаме во форма, вежбите за диастаз се неверојатни. На вистина, мислам, со конзистентност и тука и со истреност дека буквално затвараа диастаз. Јас немав преголем некој проблем со диастазот, меѓутоа имаше можеби некои 2 прста така како се мери диастазот, меѓутоа се реши, немам. Што значи мајки да не се плашите? Никако да не се плашат, само храбро, децата не се изговор, туку причина за се што правиме. Дури не треба да се демотивираат ако имаме и активни вежбачки кои што станале мајки за време на програмите. Да. И они кога ќе почнат со Мама Фит програмата, кога ќе видат дека нормално првиот левел, па и вториот е многу полесен од се она што до сега виделе, они се демотивираат. Да, но тоа е нов почеток. Така што не е исто тоа тело пред бременост. Така да ти си ни пример дека многу лесно после еден месец се враќаме во нормала. Потоа почнав додам и на водно со малото во ранец. И за сега да ти се млаки вежбите. Да, имавме и таков период и да чекаме пролет да дојде, зашто сега малку зима не фаќа, не сме за снег. Супер. Така со бебе на грб. Супер. Да, имаше такво нешто, видов на Инстаграм со бебиња на водно. Да, со Ирина. Да. Добра идеја. Фала ти многу, ова е само мало внимание кое што можам да ти го дадам јас и екипата на Pitch Army и ти си нашиот херој и херој на сите мајки во групата. Многу ми е драго што ја имам оваа можност навистина да инспирирам некого, несвесно, ненамерно. Првично сум го почнала за јас да се чувствувам подобро, меѓутоа кога луѓето околу го гледаат тоа што некој ќе го постигне, знам дека има влијание, инспирира и многу ми е драго што е така. Фала ти, Ана.